Здраво! Јас сум Меги Ѓоргиева, ученик во 4-та генерација од програмот Мали и возрастни генијалци. Денес ќе ве запознам со една многу интересна тема и појава – големата црвена дамка на Јупитер. Доколку ви се допадне нашево видео, кликнете на копчето за претплата и следете не. Јупитер е една од 8 планети во Сончевиот систем, а истовремено и најмасовно небесно тело по Сонцето. Исто така, планетата Јупитер е гасовита планета. Големата црвена дамка е дел од Јупитер и е голем предизвик за истражувачите. Всушност, тоа е големо подрачје кое е под висок притисок во атмосферата на Јупитер. Дамката се наоѓа на 22 степени јужно од екваторот на Јупитер. Под дејство на високиот притисок се создаваат антициклонични бури, најголеми во Сончевиот систем. Според истражувањата од 1665 до 1713 година се мисли дека причината за големата црвена дамка се високите температури, високиот воздушен притисок и бурите. Движењето во орбитата на големата црвена дамка, односно орбиталниот период, е 6 дена. За истражувачите е нејасно како големата црвена дамка обстојува толку многу години и која е причината за нејзината црвена боја. Големината на црвената дамка на Јупитер е толку голема што во неа може да се соберат дури 3 планети како Земјата. Според истражувањата се открило дека со тек на времето големата дамка се намалува, но други помали дамки се спојуваат, односно се слепуваат и еден ден може да ја направат најголемата бура на планетата. Иако диаметерот на дамката се намалил за околу 15%, брзината на бурата не се намалува. Според астрономите и нивните заклучоци, бурите достигнуваат брзина на 480 км на час и се многу поголеми и посилни од оние на Земјата. А сега, конечно големото прашање. Дали веќе кликнавте на копчето за претплата? Погрешно прашање, да се вратиме на темата. Истражувачите веруваат дека енергијата што се ослободува од бурата е поголема од енергијата што ја прима големата дамка, што може да ја намали, односно редуцира нејзината големина. Универзитетот на Бостон, односно неговите истражувачи, соопштиле дека големата црвена дамка на Јупитер има можност да представува мистериозен извор на енергија која ја загрева атмосферата на необично големи висини. Иако Јупитер е повеќе од 5 пати поодалечен од Сонцето, во споредба со нас Земјата, сепак температурите во горните делови од атмосферата на Јупитер се многу повисоки од оние на нашата атмосфера. Пред известно време, НАСА со помош на сондата Джуно направила повеќе фотографии на оддалеченост од околу 9000 км од големата црвена дамка, што досега е најголемото приближување на едно летало до дамката, па во иднина се очекуваат уште подобри и подетелни фотографии и информации. Црвената дамка за истражувачите уште долго време ќе остане голем предизвик и се уште неоткриена тајна. Доколку ви се допадна ова видео, претплатете се на нашиот YouTube канал Мали и возрастни генијалци. Очекувајте ме во ноември со ново интересно видео за големата свинга во Гиза.